Граѓанскиот сектор може да помогне во процесот на преговорите со Европската Унија, но не и да го води. Товарот мора да го носи јавната администрација, за која во моментот клучен проблем е партизацијата. Ова е ставот на представниците на НВО секторот, откако минатата недела министерот Манчевски побара помош затоа што владата немала доволно капацитет и ресурси за преговори со ЕУ. Искуството од другите земји покажуваат дека јадрото на кој што ги води преговорите мора да биде всушност од администрацијата, бидејќи преговори ќе траат долго. Не може да се очекува дека граѓанскиот сектор ќе биде оној круцијален фактор во поминување на тој процес. Пред се треба да постои надградување на капацитетите во државната администрација. А тоа не може да се случи доколку и понатаму постои партизација на државната администрација. На одитот нацрт извештајот во сенка за поглавието 23 покажуваат дека генерално има напредок. Во делот на правосудството е забележено дека се усвоени клучни реформски закони, законот за судовите, за судскиот совет, но засега недостасува нивна имплементација. Во врска со СЈО пак е потребно побрзо регулирање на неговиот статус. Фокусот на земјите членки е како ќе се задржи независноста на специјалното јавно обвинителство и како ќе се вгради во системот на јавното обвинителство во Република Македонија. Клучните земји членки во ЕУ очекуваат напредок во однос на ова до одлуката во јуни. Се нотира напредок и во делот на човековите права, особено со носењето на законите за спречување на дискриминација и за спречување на бременост. Забелешки пак има за условите во затворите, за ЛГБТ правата и за ромите кои не можат да ги остварат основните човекови права. Иако е забележено зголемување на јавната свест за говорот на омраза во 2018 година споредено со претходната 2017, регистрирано е одвојување на делата кои се сторени од омраза, а дури 60% од нив се етички мотивирани.